Гледате Трилинг, добро вечер. Недела усвоен е извештајот за Македонија во Европскиот парламент без македонски јазик и идентитет. Реакциите во Софија и Скопје се типични за балканската политичка патетика. Можно е да се забрефтува нова антидржавна, но и антиевропска реторика, допатлива веројатно за домашното избирачко тело. Но во изден има и други јазици што поврзуваат. Грчки, Ер-трактор ќе ги гасне пожарите во држава. Почнува изградбата на гасоводната интерконекција со крак од Грција, финансирана од европските банки. Стигна и понудите од светските кредитори за исклучително скапа железница. Траса низ Македонија, проект што се погласно и критички се оспорува кај дел од домашната експертска јавност. Ова е само најава, а еве што ќе гледате во ова издание на Трилинг и кои се вечерашните соговорници. По мене најфер би било да се сменат уставот, да се смени уставот и на двете држави, да се стави едно малцинство во една држава, друго малцинство во друга држава, затоа што сите знаеме дека ги има и македонци во Бугарија и бугари во Македонија. Дали тоа значи дека преговарачката рамка со ЕУ, па и договорот за добрососедство со Бугарија се мртви? Да, во моментов се мртви, премртви. Не може да се каже. И зашо пак ќе кажам, зашо е победа за Македонија, зашо истерахме работата на чистина. За жал ова е уште еден доказ дека одлуката за прием на Македонија во Европската унија не е донесена. Ја до сега не сум запознал ниту еден човек кој што извади бугарски пасош, кој што го променил своето национално или етничко чувство. Значи тоа е алатка за забрзување на, како да речем, алатка за поединечен влез во Европската унија. Бугарија инсистира дека луѓето кои што извадиле бугарски пасош дека имаат бугарско самочувство. Тоа се глупости сега. Знаеме дека се глупости. Моментално сме присутни во 8 земји, значи сите околни земји на Балканот, а сега пред една недела серијата се продаде и во Италија. Во нашиот пазар на трудот се бараат повеќе од 20.000 работници. Целокупните општества и економии зависат од демографската стабилност. Значи, постаро население значи поголем товар врз пензиските системи, здравствените системи, па и економскиот раст. Ви треба честност, интегритет и храброст, за да го признаете македонскиот народ. Оваа блиц реакција беше насочена кон бугарските европратеници од Ирена Јовева од Словенија, чии родители се од Македонија. На почетокот од ова издание, разговор со европратеничката Ирена Јовева. Барем јас сакам да гледам на овој заклучок, на овој извештај од позитивна страна. Не е секако што треба да е, ама заклучокот, извештајот како таков во суштина е позитивен. Позитивен е во врска со напредокот на македонската земја према Европската унија. Има стварно многу некои работи внатре кои се позитивни за народот, за земјава во процесот на пристапување. Например, Европскиот парламент јасно го кажува во извештајот дека треба процесот да се забрза и дека, например, комисијата треба да помогне на Советот, кој има последниот збор во врска со тоа, дека нема простор тука за никакви билатерални спорови, дека се потребни уште некои реформи, ама генерално гледано дека македонската држава е на добар пат. И со реформите, и со тој процесот на пристапување, може би ми фали малку само критика до Европската унија во тој извештај, затоа што направи стварно многу политички грешки во минатото, па и во сегашноста, ама баш поради сето тоа народот со право не им верува или не ни верува. Значи тоа е таа позитивна страна, а малце по-негативна е таа што ја спомнавте и вие. Јас не го гледам на тоа како на провокација од бугарската страна дека го нема македонскиот јазик или идентитет во тој извештај. Они сакаа, провоцираат, ама не провоцираат со тоа, него сакаат да провоцираат со модерен јазик, модерен македонски јазик. Тоа немаше да пројде никако, нема шанси. Затоа јас на ова сега што не го гледам како на победа на лоби, бугарскиот, грчкиот, било кој, не е битно, него како победа на нешто друго. А тоа е дека Европскиот парламент со тоа
кажува дека нема никакво право да кажува или да нарече кој народ постои, дали некој народ постои, дали македонскиот народ постои, македонскиот јазик, македонскиот идентитет и така натаму. Значи, Европскиот парламент за тоа не се зима за право и извештајот на крајот сега како што е. Не значи дека парламентот го оспорува било што во врска со народот, идентитетот или јазикот, него го признава и затоа тоа го нема во извештајот. А бугарите да победеа ќе беше модерен јазик, но не е затоа што такво нешто не постои. Дали оваа позиција на официјална Софија и особено на европратениците од Бугарија всушност иде и во насока на ставот на македонските власти дека уставните промени не се единствената и крајна цел на барањата на официјална Софија? Искрено да ви кажам, кој знае што ќе им текне на бугарите пак или на некој друг. Мислам, бугарите беа први кои што ја признаа тогаш Македонија, па после тоа се смени името, и после одеднаш им текна да прават некои други правила, работи, промени, што год. Ама сепак јас стварно мислам дека ова е последното. Значи последното и од нивна страна, и од страна на Европската Унија, и од страна на сите. Мислам дека е најреално, не можеме да промениме ништо веќе за минатото, можеме да се фокусираме еве на сегашноста, па и на иднината и да се направи тоа што се уште треба да се направи. Не е фер, знам дека не е фер, многу работи не беа фер, ама не треба да се дозволи на бугарското, грчкото или да речеме бугарското, грчкото лоби да победи. И јас мислам дека треба да им се даде уште тоа, затоа што тоа на никој не одзима ништо. И после да се почне од, да кажем, нула, ама без било какви нови правила или нови критериуми или било што. Мислам дека тоа е и официјалниот став, не мислам, знам дека тоа е официјалниот став на Европската комисија, на Европскиот парламент, па и на Советот, така да мислам дека нема да се допушти, а ако треба и јас лично ќе се погрижам за тоа да не се допушти. Како успеа бугарските европратеници толку да излобираат и нивниот став да преовлада во однос на останатите ваши колеги? Јас на тоа не го гледам како дека успеа, затоа што да успеа е, како што кажав, беше модерен, они сакаа модерен, па контемпорари, сегашен јазик, немам појма што сакаа, ништо не им пројде, ништо. Така да они само тоа е собирање на ефтини политички поени во нивната држава, они сака да се представат како помоќни, како немам појма што, може да имат пак избори, немам појма, или ќе имат, ама тоа е се поради тоа. На нив не име воопште ни до народот нивен, ни до туѓ, ама тоа нема врска со реалноста, така ќе кажам, ни со реалноста на европскиот паркет, така да јас на тоа не гледам како на успешно лобирање. Да, на крајот тоа не е веќе дел во текстот. Јас гласав против да се избрише, ама тоа не е дел во текстот, не поради тоа. Стварно сакам да се свати тој наратив. Не е во текстот не поради бугарите, него поради тоа што Европскиот парламент нема право никакво да се расправа воопште. Баш затоа што не го оспорува ни јазикот, ни идентитетот, ни народот. Ние имавме и некои амандмани во кои што сакаа исто да се смени нешто, да не биде напишано македонско, да биде напишано на Северна Македонија, тоа ништо не пројде. Така да стварно не е така како што можеби некој сака да представи. Сметате ли дека во ваква поларизирана состојба може Скопје и Софија да пронајдат решение и да ги релаксираат конечно односите, или ваквите диаметрално спротивставени позиции само и натаму ќе ги оддалечуваат двете соседни земји? Не знам дали можат, не сум во контакт во тој смисол ни со Софија, ни со Скопје, ама се надевам, останувам оптимист дека на крајот се ќе биде како што треба да биде, дека не е фер, знаеме дека не е фер. Сакам да се знае тоа што го кажав и вчера, ќе го кажам уште 150 пати ако треба, и денеска во автобусот им кажав на колегите бугари, бевме случајно заедно во автобусот,
не може никој да одземе ни идентитет, ни јазик на еден народ кој што постои со векови. И постои со векови и не знам, ама на крајот треба да се договореме во духот на добрососедски односи. По мене најфер би било да се сменат уставот, да се смени уставот и на двете држави, да се стави едно малцинство во една држава, друго малцинство во друга држава, затоа што сите знаеме дека ги има и македонци во Бугарија и бугари во Македонија, окей, ама еве да се на тој начин да се поштуват и двата народа, да би дошле до тоа би било по мене најфер и најреално и најпочитувано од сите страни, ама не знам дали ќе се дојде до тоа. За сега не се знае. Во овој момент мислам дека најреално е ако сакат договор, нели? И продолжување на тој пат да се смени уставот на македонската држава. Знам дека не е фер и знам дека не е окей, ама тоа е што е и треба да си земеме ова сега, например, еве овој извештај стварно како нешто позитивно и да не се распламтуваат некои национализми и ама исто така јасно гласно да се каже дека нема никој никакво право да оспорува на било кој народ, па и на македонскиот народ, дали јазик, дали идентитет, дали било што. Јас тоа го кажав и искрено добив поддршка не само од мнозинството на парламентот, него и од мнозинството на и комисијата, па и Советот. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Трилинг. Благодарам.